Ова недела во Домот за деца и млади во Струмица почна да се реализира една нова активност, школа за афоризам, која што ја води нашиот познат афористичар, господинот Ацо Ѓоргиев. Господине Ѓоргиев, како дојдовте на оваа идеја младите да се поучуваат за вештините на пишување афоризам? Па видите, ова идеја е релативно нова и мислам дека такво нешто досега не е било нити во Струмица, нити во Република Македонија. Ова го направиме и го правиме со цел да анимираме млади автори, афористичари, бидејќи веќе постоечките творци на таа тема се веќе луѓе во години. Добар дел нив веќе се починати, остатокот се вака малку поприлично возрастни, па некој да анимираме млади кадри да може да го продолжат афоризмот како посебен литературен жанр. Колку време ќе траат работилниците и колку деца имате вклучено на која возраст се? Работилниците е замислено да трае 2 месеца, односно по 1 час неделно, 8 часа. Ние нема да ангажираме многу голем број на ученици, негде сметаме од 15 до 20 и биде сосема доволно од трите средни училишта во Струмица. Бидејќи тоа е малку потежно жанр за пишување и не секој може да ја совладе материјата. Затоа не одмена квантитет, него се потребно да одмена квалитет. Како реагираат учениците? Интересно ли им е? Има ли некои претходни познавања во создавање афоризми? Па, после првиот час пробудивме интерес, секако. Малку има интерес на учениците, бидејќи тука постои хумор, сатира. Мислиме дека сме на добар пат да обезбедиме малку учениците да почнат сами да творат нешто како за почеток, па со наши корекции, со наши малку исправки на нивните творби. Мислиме дека се на секи направиме добра работа. Велите дека нема млади афористичари, дали тоа значи дека афоризмот може да му се заканува една цела генерација млади луѓе да едноставно немаат своји врсници кои што ќе ја продолжат оваа традиција, или сметате дека токму тие ќе бидат идните афористичари кои што ќе ја продолжат оваа специфична форма на изразување? Пред 2-3 години објавивме една заедничка антологија на македонски афоризам, во кој се застапени сите 95 афористичари кои твориле од ослободување до ден денес. Верувајте, најголем број од тие се починати. Добар дел се веќе луѓе во години и имам многу малку млади кои пишуваат афоризми. Тоа млади по 30-40 години, тоа деца од 25 или 20 години. Затоа надештен е дека ќе анимираме кадри, млади луѓе кои што веќе пишуваат или романи или поезија и малку да ги усмериме да пишуваат во тој жанр. Бидејќи афоризмот сепак е малку поспецифичен и бара малку повеќе внимание на пишувањето, ама се надеваме дека ќе успееме. Јас ви посакувам успешни работилници, дај Боже до година да имате и една заедничка книга со младите автори афоризми. Па да ви кажам, се надевам и јас. И верувам дека ќе успееме во тоа.